Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани слушатели, добар ден. Еве не во второто издание на емисијата Македонски глас, која ја подготвуваме во студиото во Тетово. Во следните 60 минути ќе можете да ги чуете новостите од вашиот стар крај. Јас сум Небојша Карапеовски и пред да го чуеме обраќањето на протоиерей Синиша Ристовски, еве и првата вест што ни доаѓа од Тетовско-гостиварската епархија. Тетовско-гостиварската епархија информира дека во октомври ќе се случи прогласувањето на Кирил Печиновиќ за светец. Канонизацијата ќе се изврши во Лешочкиот манастир и во Тетовскиот соборен храм Свети Кирил и Методи. Возлюбени браќа и сестри, на 15 и на 16 октомври ќе се изврши канонизација на игуменот Кирил Лешочки за светител и вбројување во диптихот на светите. Канонизацијата започнува во сабота на 15 октомври со воскресена вечерна богослужба во Лешочкиот манастир од 17 часот, на која ќе чиноначалствува митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф, информираат од епархијата. Утредента од 7 часот и 30 минути во Тетовскиот соборен храм Свети Кирил и Методи ќе има воскресна утрена богослужба, додека во 8 часот и 30 минути дочекна архиепископот и архиереите на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Веднаш потоа ќе започне светата божествена литургија и прогласувањето на Кирил Печиновиќ за светец Кирил Лешочки. Кирил Печиновиќ е роден 1771 година во тетовското село Теарце, а живеел до 1845 година. Бил голем просветител, народен учител и игумен на Лешочкиот манастир. Го обновил Лешочкиот манастир, каде и почива во црковниот двор. А сега да го чуеме обраќањето на протоиерей Синиша Ристовски. Господу помолим сја. Господи помоли. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Драги браќи и сестри, драги слушатели на нашето црковно радио Македонски глас, добро утро. Во вторник на 12 јули 2022 лето Господово, нашата света православна црква ќе го празнува празникот посветен на светите апостоли Петар и Павле, или како што сите го познаваме како празник Петровден. Со овој празник завршува Петровденскиот пост, во кој што, токму на Петровден, кој што е востануван во слава и чест на светите апостоли Петар и Павле, тој пост се завршува во кој што ние, како такви, преку причестувањето, ќе го примеме нашиот Спасител Господ. Заедно со целата света црква и ние го спомнуваме и го прославуваме овој празник, односно ги прославуваме двајцата апостоли Петар и Павле. Они уште и се нарекуваат првоврховни за тоа што токму тие двајца големи Божји угодници, избраници, највеќе се грижеле за ширењето на Христовата вера и за устројството на Божјата црква на земјата. Со своите подвизи, верата, проповедничките трудови и способности се истакнале како сјајни светила меѓу другите апостоли. Светиот апостол Петар, кој порано се викал Симон, роден е во градот Вицаида Галилејска и се занимавал со риболов, се одликувал со отвореност, простосрдечност и буен темперамент. Повикан од Христа да врви по него, тој веднаш ја фрлил мрежата, го напуштил домот и семејството и тргнал по него за да стане од ловец на риби, ловец на луѓе. 3,5 години со ревност и желба го следел божествениот учител и го слушал словото на вечниот живот. Заради неговата љубов и ревност, Спасителот го удостоил заедно со апостолите Јаков и Јован со посебна блискост. Озарен со светлината на Божјата благодат, светиот апостол Петар станал исповедник на Господа Исуса Христа. Секако се спомнувате за случајот кога Христос го запрашал и ги запраша учениците: а вие за кого ме мислите?
Тогаш свети апостол Петар прв исповедал и рекол: Ти си Христос, Синот на живиот Бог. А Исус му одговорил: Ти си Петар, и на тој камен ќе изградам црквата своја, и вратите на пеколот нема да ја надвладеат. Навистина на тој камен, драги браќи и сестри, на таа цврста и непоколеблива вера во Господа Исуса Христа, се изгради Божијата црква, преку која и денес се спасуваат милиони човечки души. Во денот на Педесетница, по слегувањето на Светиот Дух на апостолите, Светиот апостол Петар прв излегол пред насобраниот народ и со својата боговдахновена проповед го говорил за Христа, па поверувале над 3000 души. По вознесението на Спасителот, тој пак прв започнал да го проповеда него. Светиот апостол Петар посетувал многу места, проповедал во многу градови, бил прогонуван и протеруван, претрпел многу маки и страдања, но до крајот на својот живот не престанал да го проповеда светлото и возвишено Христово учење и да ги покрстува луѓето во христијанската вера. Спомнете си за оној момент од животот на свети апостол Петар, кога јудејските првенци, поматени и сплашени од големиот успех на неговата проповед, го фрлиле во темнина заедно со свети апостол Јован. На вториот ден исправени пред старешините и правосвещениците без страв, го исповедувале Христа дека е Син Божи и на нивните застрашувања смело и одважно одговарале: Кажете, кого треба повеќе да го слушам, Бога или вас? И заклучува дека повеќе ќе му се покорува на Бога отколку на луѓето. Од него произлегувала чудотворна благодатна сила, по патиштата по кои што минувал честопати ги изнесувале болните, за да може неговата сенка да падне врз нив и тие да оздрават. На крајот од животот, по многу благовесни проповеди и патувања, свети апостол Петар дошол во Рим и во 63-та година, за време на гонењето на Нерон, примил маченичка смрт. Бил распнат на крст, меѓутоа со главата надолу. Тој самиот ги молил мачителите, бидејќи се сметал за недостоен да прима иста смрт со својот божествен учител Христос. По проучениот роман на Сенкиевич, Каде одиш, е раскажано трогателното предание на последните денови на свети апостол Петар. Кога Нерон направил жестоко гонење на христијаните во Рим, некои биле удавени во река, други фрлени на зверови во рените, трети распнувани, други врзувани на столбови. Тогаш апостол Петар, за да го спаси животот, излегол од градот и тргнал кон југ. На патот го сретнал Христа со крстот, исто онака како што го носел на Голгота апостолот. Тогаш апостолот го прашал: Каде одиш, Господи? Во Рим, за да бидам одново распнат, му рекол Спасителот. Апостолот се пострамил заради своето малодушие, веднаш се вратил во градот и бил осуден на смрт. А што да речеме за другиот правоврховен апостол и големиот проповедник на незнабожците, Павле? Слабо е човековото слово и неако е човековото перо да го искаже и опише светиот подвиг како голем праведник, чудотворец и проповедник. Светиот апостол Павле е роден во градот Тарс, Киликија во Мала Азија. Првото име му било Савле. Произлегувал од видно еврејско семејство, физички слаб, но со непоколеблив дух и со гениален ум, станал многу учен човек. Се подготвувал на рабин, еврејски свештеник, па станал тврд, дури и фанатик во исполнување на еврејските обреди. Особено, кон христијаните негувал голема завис. Самиот ги исследувал, а потоа ги им проповедал на мачење. Еден ден бил испратен во Дамас да ги пронајде и да ги затвори тамошните христијани. Но по патот го ослепила силната светлина, тогаш тој паднал зашемотен на земјата и ги слушнал зборовите: Савле, Савле, зошто ме гониш? Кој си ти, рекол Савле? Јас сум Христос, кого го гониш ти, и тешко ти е да се бориш против бодило. Во тој момент во душата на гонителот Савле се случила голема промена. Тој проповедал и поверувал во Христа, станал негов апостол со името Павле и од најжесток гонител на Христа станал
највдахновен ширител на христијанството. Сите своји сили и добрини целиот живот ги посветил во служење на Христовата црква. Со поставување да ги прославуваме двајцата апостоли, едниот силен во верата, другиот потоа откако е примил верата, Бог ни покажал, драги браќи и сестри, дека за сите е отворен и за оние кои што грешиле и за оние кои што кои што од почеток верувале. Светиот апостол Павле ни оставил 14 посланија, пишувани по разни пригоди до одделени цркви. Лица на кои што и до ден денес го читаме при разни црковни богослуженија. Во 67-та година пристигнал во Рим токму во најголемото гонење на императорот Нерон и станал жртва на тоа гонење, кога бил осуден на смрт и со меч му била отсечена главата како римски граѓани. Тоа е накусо и во општи црти животот и дејноста на двајцата големи првоврховни апостоли Петар и Павле. Нивните светли подвизи и дела, нивната вера и љубов кон Христа е за пример на сите нас. Не треба само да се зачудуваме на нивниот подвиг, но и да се грижиме да ги поддржаваме. Самиот апостол Павле не повикува кон тоа, велејки ве молам, браќа, бидете ми поддржаватели, како што сум јас на Христа. Тие со својот свет живот секогаш нека ни ги исполнуваат нашите срца и нека го молат Бога за нас, да ја добиеме нивната готовност и предаденост да му служиме на Бога, за да можеме, откако ќе го напуштиме земниот живот, да се удостоиме и ние да учествуваме со нив во неискажаната слава која ќе ни удостои нас Господ на Исус Христос, кому секогаш му благодариме преку слава, чест и поклонение. Драги браќи и сестри, повелете и утре да ја прославиме четвртата недела по Педесетница, утре недела, 10 јули, во кој што исто така ќе упатиме и молитви за Бога, на Бога за наше телесно здраве и духовно спасение. Во вторник, на големиот ден, Петров ден, да го прославиме празникот Свети Петар и Павли и другите апостоли, во кој што ќе се помолиме на нив Бог да ни даде барем малку вера, љубов, надеж кон Него како овие двајца апостоли. Нека ни е за многу години овој голем ден, голем празник. Нека Господ Бог ни дарува на сите телесно здравје и духовно спасение. Во овој повод, исто така, би сакал да ја честитам славата за сите што го слават Петров ден како слава, а и да го честитам именденот и имендените на сите што го носат името на светиот апостол Петар, на Павле, и од машки и од женски род, и како такви Господ Бог на сите да им дарува телесно здравје и духовно спасение. Нека е за многу години и Бог со сите вас, постојано, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Почитувани браќа и сестри, ве известуваме дека на 27 и 28 август во дворот на православниот храм Рождество на Пресвета Богородица ќе се одржи нашиот традиционален македонски фестивал. По тој повод ве покануваме да дојдете сите на добро дружење со македонска храна и музика. Фестивалот, како и секоја година, започнува по 12 часот на пладне, а трае до доцна вечерта. Повелете, сите сте добре дојдени. Маркетинг. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739
6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Што груби ден е ноќе силно свират земјата. Ја затресува. Тапан кај што бие таму добро ми е. Вино кај што блика земјата од песни влие. Тоа ти е Македонија. Што груби ден е ноќе силно свират земјата. Ја затресува. Тапан кај што бие таму добро ми е. Вино кај што блика земјата од песни влие. Тоа ти е Македонија.
блика земјата од песни врие. Агенцијата за млади и спорт на општина Тетово го предаде на користење базенот, дел од владината програма за изградба на 14 вакви објекти низ државата. Тетовскиот базен е првиот кој во државата е комплетно завршен и предаден на локалната самоуправа. Базенот е изграден до спортската сала на просторот на поранешниот спортски центар. Со општината соработуваме и за поставување на фотоволтаични панели на покрив за создавање на електрична енергија и со тоа ќе се намали набавката на струја. Затоа забави овој проект заради изготвување на тие документи и дозволи. Агенцијата и општината заедно требаше да ги набават, изјави Наумче Мојсовски, директор на Агенцијата за млади и спорт. Ова е добар пример на соработка на локалната со централната власт. Можеме да реализираме проекти во интерес на граѓаните. Во овој случај да учат учениците пливање, изјави градоначалникот на Тетово Билјал Касами. Агенцијата имаше проблем со фирмата изведувач во неколку други градови, а според Мојсовски сега проблемите се надминати и ќе продолжат да се доградуваат. Минатата недела почнаа да се градат покриени базени во другите градови. Следува да се постави електрика. Кичево и Битола се малку назад, другите 3, Штип и 2 во Скопје се во напредна фаза. Следната недела планираме да ги објавиме и следните 4 кои се во Чаир, Карпош, Струмица и Кавадарци, изјави Мојсовски. Според градоначалникот Касами, засега базенот ќе го раководи секторот за јавни дејности, а понатаму ќе се размисли дали тоа ќе го прави општинското јавно претпријатие за менаџирање со спортски објекти. Како што чувте, тетовските средношколци имаат базен. Меѓутоа и тетовските затвореници имаат базен. Затворот во Тетово обезбеди базен за затворениците. По реновирањето на различни простори и активности во оваа воспитно-поправна установа, неодамна беше обезбеден и базен како дел од програмата за ресоциализација. Директорот Ќефаел Хавзија вели дека затворениците со здравствени проблеми ќе можат да го користат базенот за масажи и вежби за тело. Ги известуваме членовите на семејствата кои имаат своји роднини во затворот во Тетово дека се грижим и за храната и за здравствената состојба на затворениците. Вреди да се истакне реновирањето на сите простории во затворот, почнувајќи од спални соби, кујна, санитарни јазли, менза, библиотека, светилиште, берберница, како и конкретно приемно оделение и затворено оделение за третман. Сето ова е дел од активноста на затворскиот персонал воопшто, вели директорот на затворот, а пренесува Телевизија 21. Хармоника и гитара, дајте една песна стара, се дозори да се пее. Па да дојде друштво старо, да налее чаши вино, љубов да се разлее. Дајте, браќа, вино, музика, да се пее, да се заигра. Песна наша кафана живот минува. Дајте, браќа, вино, музика, нам кафана ние судина, тука ние се радуваме, да ги наши си лекуваме. Македонки моми да заиграт, да запеат, душа да развеселат.
srce saka da je živo, samo така mu je fino, spomeni da živea. Dajte braća vino, muzika, da se peje, da se zaigra, pesna naša je najvesela, bo kafana život minuva. Dajte braća vino, muzika, nam kafana nije sudbina, tuka nije se raduvame, da gi naši sile kuvame. Život minuva. Dajte braća vino, muzika, nam kafana nije sudbina, tuka nije se raduvame, da gi naši sile kuvame. Почитувани браќа и сестри, ве известуваме дека на 27 и 28 август во дворот на православниот храм Рождество на Пресвета Богородица ќе се одржи нашиот традиционален македонски фестивал. По тој повод ве покануваме да дојдете сите на добро дружење со македонска храна и музика. Фестивалот, како и секоја година, започнува по 12 часот на пладне, а трае до доцна вечерта. Повелете, сите сте добре дојдени. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан.
desna strana babo, našto malo gradče. A od desna strana babo, našto malo gradče. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. На 23 јуни имаше една неверојатно интересна промоција на документарниот филм Талија на Саше Серафимовски, кој е и наш денешен гостин. Саше се работи за, како што јас можев да видам, за еден така покабаст проект. За што станува збор? Прво, добар ден и поздрав до цела диаспора, цела македонска диаспора. Па, невојша, тоа е еден доста сериозен кабаст, нели, ајде, малку тетовски, кабаст проект, кој што обработува 124, односно 125 години театарска игра у градот Тетово. Значи, детално разработени се сите периоди од првата театарска представа 1898 година до она што е играно, жаргонски кажано, завчера на сцената у Домот на култура. Филм кој што хронолошки ги разработува сите можни периоди на театарското живење и постоење у град Тетово, односно Тетово како еден од старите театарски градови у Македонија. Не знам дали е најстар, меѓутоа сигурно припаѓа на првите 4 до 5 театарски живења во оваа држава, што од Војдан Шернодрински нааму, Тетово век може да се пофали со театар, кој што се генерално одлично вклопувал у таа слика на театарско живење у Македонија. Значи, филм кој што на промоцијата беше видена како кратката верзија, сума сумарум, 120 минута, која што беше и таа малку подугашка и поголема, меѓутоа беше динамизирана за да може да се изгледа до сам крај. Инаку целиот проект е 4 дела по 100 минути, значи тоа е негде околу 400 минути смонтиран материјал, буквално ништо не е пропуштено и со сите можни успони и падови кои што ги имало театарското живење, односно поинтензивно више од 1909 година наам. Бидејќи овдека го монтираш материјалот, имав можност да гледам негови делови. Многу интересно е дека некои луѓе кои не се веќе меѓу нас, последниот кадар им беше баш во тој филм. Овој документарен филм е историја на некој начин, бидејќи од нив можевме да чуеме изворно што се случувало во Тетовскиот театар годините наназад. За жал, некои од тие кои што веќе не се меѓу нас, како например Миодраг Николиќ Панта, Бошко Јовановски Пипа, зборим за тетовци, па после дури Ристо Стефановски како еден најголем театролог у Македонија, оформувачот на драмскиот театар во Скопје и негов прв директор. Тоа се луѓе кои што тоа за нив, управо си, небојше, тоа беше нивната последна клапа. У животот, а меѓутоа не дека тоа некој го планирал, туку едноставно тоа така се случи. Панта има уште едно интервју после тоа дадено за една локална телевизија овде и толку е. Ристо Стефановски, мислим дека тоа му е последната клапа, исто и на Бошко Јовановски Пипа, кој што 45 години негде, мислам дека бил само инспициент у театарот и ништо друго. Од истражувањето што го правевте за документарниот филм, до какви заклучоци може да се дојде? Интересно е дека голем дел од тетовското глумиште учествува и во сериозни филмови од македонската кинематографија, па и југословенската во тоа време. Пардон. Дел од луѓето кои што работеле тогаш дефинитивно биле авангарда. Не само на тетовското, туку и македонското глумиште генерално. Например, Панче Канчаровски, еден од авангардата тогашта глумачка, заедно со легендарниот и нашироко познат Панче Камжик, па после Аце Цветковски Ганстер,
Панта Николич стариот, значи татко на Миодраг Николич Панта, заедно со Ристо Стефановски и со Петре Прличко, кој што Петре Прличко, например, почнал, сега една мала дигресија за да се надоврземе на мобетот, Петре Прличко почнал да работи театар у Тетово, путујќи дружини на Петре Прличко. Цела зима бил сместен у Тетово, представите ги давал у хотел Јадран, денеска, односно покасно хотел Македонија, а сега се вика хотел Лирак. Таму има една специјална бина кај што се давале тие представи. Нивната дружба започнала сосем спонтано и трајала до нивниот, нели, до известниот крај на Петре Прличко, меѓутоа после смртта на Петре, односно пред смртта на Петре Прличко, се состава таа една тогашна, ајде да кажем, авангарда заедно со други видни имиња од Тетово, кој што се оформуе тој професионален театар 50-та година и работи следни 5 години. За жал, толку кратко. Прв директор бил Панта Николич, после и Панче Васовски Камџик како управител, па после се оформи детскиот дел 56-7 година негде. Што значеле тие за Тетово, за мене, мислам дека доколку не биле таа структура на луѓе, Панче Ганчаровски, Панче Камџик, Аце Ганстер, Панта Николич без поворка, кој што бил предходно своите искуства ги влече од Белград со легендарниот Раша Плавовиќ. Значи, тој целото негово знаење од Белград го донел у Тетово. И ја оформуе таа, ајде тогаш да кажем, предходно дилетантска група, за која што покасно ќе стане професионален, односно градски народен театар Тетово, така се викал оригинално. Они за мене лично, пошто имав шанса да ги гледам у очи, да ги снимам, биле своевремено, односно у таа бранша, у тој сценски живот тетовски, биле богови, за мене лично. Сматрам дека доколку не биле они, мислим дека и денеска не би постоело драмското студио, кое што е директен, не индиректен, туку директен наследник на Градскиот народен театар, затоа што по затварањето на Градскиот народен театар, кој више не им даваа средства да они работаа, нели, им прават ја класични финте, ај дајте да видиме како сега вие тоа би го замишљате и слично ово-оно. Тетовските прогресивци, авангардата у тогашно време направиле план за работа со само финансирање, никој не успел да ги спречи, иако институционално биле затворени како Градски народен театар. Колку луѓе се во филмот? Видов ја таму плејада од овие што беа најстари до и сега некои што што учествуваат во драмските представи. Филмот се снима интензивно од периоди на периоди, ако исфрлиме пандемијата која што беше околу 2 години кај што никој жив не можеше да работа, додуше тогаш може да беше и најдобриот период за постпродукција, меѓутоа не можеш да правиш постпродукција ако немаш комплетна ако не е комплетен целиот материјал. Па негде има околу 57 интервјуирани сведоци, живи театролози, двајца историчари, кои што сериозно го разработуваат тој период. Едниот историчар ја разработува дури и антиката на светскиот театар генерално, кој што открива уствари која била менадата. Сите мислат дека менадата била некое име, нели, име на нешто, таа фигура од 9 сантима. Не, меѓутоа менадата била титула. Ајде сега више ко влагаме у овако. Значи, дури од тој период, од митологијата, ајде нема да кажем грчка или македонска митологија, ќе кажем од митологијата, уште од богот Дион испанаваму, се разработува хронолошки како доаѓа до некакво известно театарско живење, односно дали можда тој дух, ајде да кажем, кој се пренесувал милениуми и до ден денеска, можда и влијаел. Значи, сериозните историчари кои што тој период на театарското живење и овамо од другата страна античкиот театар, па после средновековието и слично, го држал мал джеб. Они дадоа сериозен придонес на филмот, тоа са Кристина Томовска-Ристовска и нели познатиот Бране Светозаревиќ, кој што сматрам дека е еден од посериозните историчари у Македонија. Несебично поделија со нас и материјали, и за нивното знаење, и нормално да не беше државниот архив, кој што ги има на лице, можеш да ги видиш вака, да ги земеш у раце што се вика тие документи. Мислим дека тоа е тој еден склоп кој што даде една база за после тоа да можеш да ги работаш другите интервјуа. Негде околу 57 луѓе интервјуирани, архитекти кои што граделе,
Домот на култура Владимир Николовски, Бране Светозаревич ги кажав, Кристина, па од Панче Канчаровски, па Навам. навам. Сега вака, многу тешко е да се раскажат у многу кус период, 400 минути ова филм. Каде е театарот денес? Бидејќи целата приказна е од професионален за да се стигне во еден аматерски театар и тоа недефиниран некако театарски Институционално не институционално недефиниран, бидејќи правите голема борба за да се вратите назад, за жал, во Домот на културата. Илјоантески смок. Институционално театарот, односно драмското студио, како директен наследник на Градскиот народен театар, е нигде моментално. Значи у воздух. Лебди. Значи го нема. Он постои, дава представи, меѓутоа дава као надворешно лице, као здружение на граѓани кое што изнајмило простор у Домот на култура за да може да даде на театарска представа, што е многу жално. У принцип, меѓутоа... Да кажеме само дека албанците имаат професионален театар. Да, има она што се вика организациона единица на македонски јазик, што е многу смешно, в принцип, не знам, се прави театар у Бангладеш, па таму си се изборил за некаков театар, може да и држи вода. За собствените права. Да, ама у Тетово, Република Македонија, да кажеш дека имаш организациона единица на македонски театар при Тетовскиот театар, звучи за мене, без да ме разбере некој погрешно дека размишлям националистички или не знам како, меѓутоа за мене е тоа нонсенс, глупост. Постои дел на македонски кој што работа, меѓутоа сега малку да бидеме реални, претходно кој се оформи немаше никаква активност. Никаква. 2014 година се формираше таја организациона единица на македонски јазик, а театарот Тетовски театар официјално постои од 2009 година. Со нивна прва представа одиграна тогаш со 27 душе публика. Така да у последниот период нешто као се дешава у однос на тој план професионално. Се вративте назад у Домов на култура? култура? Добро, да, благодарение на некои одредени структури од Министерството за култура кои што више не се моментално актуелни, успеавме да се добие тоа што било дел, иако тоа е минорно, што тоа е неде 5% од тоа што треба да има. Еден мој пријател кажа, вика, ја редовно сум ги гледал вашите представи, меѓутоа сега после овој филм не можем да не дојдем на све што се прави. Значи целта е токму тоа на овој филм, да се види дека тоа не е тиква без корен. Дека не е тоа драмско студио се собрале некои, ајде условно кажано позитивно, нели термин ентузијасти, ајде. Будале и се нема што да прави, ајде се ќе прават театарски представи. Значи не, тоа влече сериозен корен. Тоа влече една сериозна традиција која што не е за подценување уопште. Значи ако Панчен Гачаровски можел да игра у Мис Тон, ако можел да игра у Македонска крвава свадба заедно со Камжик и не знам кој, ако можеле да играа у милиарда други филмови, ја не можем, еве колку и да го монтирам филмот, никако глава не може да ми остане кај све они играле, затоа што тоа не е малце. Ако играле само еден филм, ќе кажеш, играле у Мис Тон и толку е. Ти не можеш да ги пратиш кај све они играле. Зошто играле на филм при тогашна цела југословенска плејада, например, да речем. Сигурно имало и подобри актери од тоа време. Саше, еве сега за крај, бидејќи им се обраќаме на диаспората, како диаспората ќе може да ги гледа овие 4 продолженија на Тетовскиот театар деценија наназад и повеќе. Не деценија, него еден век наназад. Веки четврт. 125 години. Да. Како би можело? Па не знам. По правило би личело да има премиера таму. Би личело. По правило би личело. Меѓутоа, доколку тоа не може да се организира, нели, тогаш има други начини. Значи има YouTube, има стрим, има pay-per-view, има разноразни начини. Сметам дека е производ кој што останува у трајна вредност, у трајна историска вредност, у некој си дигитален формат, нели, видео формат. Да. Кој што ќе биде архивиран, кој ќе му дојде времето да се заврши тоа све, да се продукцијски стегне како што треба, ќе биде архивиран у Кинотека на Македонија. Кога може да се очекува да се финишира? За 10 дена. Да? Да, од сега за 10 дена ќе се стегне целиот тој материјал, плюс таа премиера од 120 минута, кој што реално не е официјална, тоа е само за премиерна изведба.
Меѓутоа главни се овие 4 дела ќе биде архивирани у Кинотека на Македонија и на конзервативен начин, односно на филмска лента, пошто е сниман у 2,5К, тоа значи 18 мм, не на 35, меѓутоа ќе остане у трајна вредност. Сега до година ќе излезе и пишано издание на тоа, односно ќе искочи една монографија, сериозна, од некако околу 200 стране. Ние мислимо дека книгата ипак е книга и дека треба да остане и некое пишано дело на све ова што се прави. Диаспората не е ништо страшно, ќе може да го поклонимо на крај. Фала ти многу. Нема на што. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Буџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од 1 век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Песна ви пеја македонци со зборој нашински, песна за егејско чедо на Македонија. Македонка, мајка ме роди, клетва ми остави, расти и бори се чедо за Македонија. Македонка, мајка ме роди, клетва ми остави, расти и бори се чедо за Македонија. Родена сум во Кукуш, тирански мачена, нога и рака исековте, очи извадив
za Makedonija. Makedonka, majka me rodi, kletva mi ostavi. Rasti i bori se čedo za Makedonija. Ime to lično makedonsko, ne si go menuvam. Vnuka sum jasna goce, kukušanecot. Makedonka, majka me rodi, kletva mi ostavi. Rasti i bori se čedo za Makedonija. Makedonka, majka me rodi, kletva mi ostavi. Rasti i bori se čedo za Makedonija. 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 За помладите слушатели, а богами за постарите. Направивме катче за подобро да ја запознаеме нашата Македонија. Најдолгата граница на Република Македонија изнесува 262 километри со Грција, сувоземната изнесува 238, а водната 24. Најкратка е границата со Бугарија 165 километри. Вкупната должина на нашите граници изнесува 850 километри. Највисоката точка на Република Македонија се наоѓа на планината Кораб, голем кораб во западниот дел со височина од 2753 метри над морското ниво. Најниската точка се наоѓа на дното на Гевгелиската котлина во близина на Гевгелија и изнесува 45 метри над морското ниво, односно 43 метри кај самиот премин на Вардар на македонско-грчката граница. Највисокиот постојан водопад на територијата на Република Македонија се наоѓа во подножјето на планината Беласица, во близина на селото Смолари. Познат под името Смоларски водопад, неговата височина изнесува 38 метри. Точно 188 врвови на територијата на Република Македонија надминуваат 2000 метри надморска височина. Од нив 185 се наоѓаат западно од реките Вардар и Лепенец, а 3 во источниот дел на Осоговските планини. Најголема густина на врвови повисоки од 2000 метри има Шарпланина, каде на 12 квадратни километри доаѓа по еден таков врв, додека најмала густина е на Осоговските планини и Добра вода, каде што таков врв доаѓа на 389, односно 396 квадратни километри. Врвови над 2650 метри надморска височина се Кораб 2753, Титов врв 2748, Безимен на Шарпланина 2704 и Турчин 2702 метри. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани браќа и сестри, ве известуваме дека на 27 и 28 август во дворот на православниот храм Рождество на Пресвета Богородица ќе се одржи нашиот традиционален македонски фестивал. По тој повод ве покануваме да дојдете сите на добро дружење со македонска храна и музика. Фестивалот, како и секоја година, започнува по 12 часот на пладне, а трае до досна вечерта. Повелете, сите сте добре дојдени. Ne
Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. И еве за крај што се случуваше во Тетово во изминативе 7 дена. Колку да не ви биде жал што не сте во вашиот роден крај. 59-годишниот ИР од Тетово во СВР Тетово пријавил дека на наплатната станица Тетово, каде што бил вработен, две лица физички го нападнале. Се превземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. 22-годишниот Сќ од Тетовски Порој во СВР Тетово пријавил дека во паркот на спортскиот центар во Тетово физички бил нападнат од СМ од Тетово. Се расчистува и документира случајот, информира СВР Тетово. Полициски службеници од СВР Тетово на улица Машал Тито во Тетово го лишиле од слобода АМ 46 годишен и ЕЧ 46 годишен од Косово, кои непосредно пред тоа извршиле кражба на парични средства на 71-годишниот РС од Тетовски Пирок. Двајцата се задржани во полициската станица во Тетово, средствата им се одземени и ќе му бидат вратени на собственикот. Со соодветен поднесок ќе бидат изведени пред судија во претходна постапка во Основниот суд во Тетово. СВР Тетово информира дека во близина на клучката за Тетовско камењане полициски службеници лишиле од слобода две лица на 22 години од Неготино Полошко, затоа што при нивен и преглед на патничкото возило БМВ со белгиски национални ознаки во кое се превезувале, им била пронајдена марихуана. Двете лица се задржани во полициска станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот и ќе им биде изготвен соодветен поднесок. И тоа би било се за оваа недела. Се слушаме повторно следната сабота од 11 часот. Ви посакувам пријатен ден. Почитувани браќа и сестри, ве известуваме дека на 27 и 28 август во дворот на православниот храм Рождество на Пресвета Богородица ќе се одржи нашиот традиционален македонски фестивал. По тој повод ве покануваме да дојдете сите на добро дружење со македонска храна и музика. Фестивалот, како и секоја година, започнува по 12 часот на пладне, а трае до доцна вечерта. Повелете, сите сте добре дојдени.
te ljubam, daj mi daj snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare koliko pari vreda. Da te ljubam, daj mi daj snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare koliko pari vreda. Daj mi daj, jas da te imam, daj mi daj, jas da te ljubam, daj mi daj snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare koliko pari vreda. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.